Утрово со света архиерейска литургија со која чиноначалствува митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, во гостиварскиот соборен храм се славеше со воски до небеса раѓањето на Богомладенецот Исус Христос. На денешниот величествен ден го прославуваме рожденството на Синот Божи, кој со своето спасително дело кон човечкиот род ги загрија срцата на пастирите во Витлеемската пештера. Бог слезе на земјата за да му даде можност за човекот да се воздигне до небесните височини. Се јави лекар на болните, надежта на непредбаните. Ете зашто денешниот ден е ден за славословие, ден за радост и благодарение. Затоа да придеме сите заедно и придружувајќи им се на ангелите, да му дадеме слава на Господа Новородениот со благодарност за неизречивата милосрдност и за неговата бескрајна љубов. Во црковниот двор веднаш по литургијата годинешните кумови ја приредија традиционалната трпеза на љубовта, пошто следеше заеднички ручек. Централната свеченост во Гостиварско се одржа во соборниот храм Света Богородица. Традиционално се служеше топла ракија и варени костени. По осветувањето на бадниковите дрвја беше запален оган, пошто следеше огномет. Бадниковата вечер се прославуваше во сите делови на градот и селата. Во селото Вруток години наназад жителите се собираат во дворот на црквата Свети Архангел. Традиционално бадниковата вечер се прославува и во џамиџидит Маало. Годинава во чест на големомаченикот Свети Ѓоргија, овие верници изградиле мала црква, Параклис, во негова чест која ќе стои во оваа населба. Ова беше идеја од нашето мало да се организира, да се направи црквичето. Се надам дека секоја година ова тука ќе стои. На означува големиот христијански празник. Семејството Богдановски ја започнало традицијата на прослава на бадниковата вечер на улицата Кеј Вардар, со желба да им се роди принова. Вечера го прославуваме најголемиот христијански празник со новите кумови. Ние бевме лани првите што ја почнавме оваа традиција во нашето мало и Господ ни ја подари, морам да кажам, овој ангел овде, ја гледате, нашата Ивана, и верувам на сите ќе им подари иста среќа како нашата ни подари лани. Во овие празнични моменти да се подсетиме и да им помогнеме на оние кои страдаат, на сиромашните, на децата без родители. Овие денови да бидеме христијани на дело, а не само на збор. Тогаш срцето на секој од нас ќе постане вистинска Витлеемска пештера во која Бог постојано и одново се раѓа.